Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. И драго ми е што можам да кажем дека денеска во емисијата имаме гостин, заедно со нас и со вас доктор Сашо Глигоровски. Професоре, добар ден и добре дојдовте во програмата на Укло ФМ Битола. Добар ден и добро ве најдов. Мило ми е што ме поканавте како роден битолчанец. Голема чест и задоволство да бидам присутен денеска во вашата емисија. Морам да им кажем на слушателите кои сте вие всушност и зошто сте денеска гостин во нашата програма. И самиот веќе кажавте, нели, роден битолчанец, но битолчанец кој што одамна заминал од Битола и патот го однел многу далеку од Македонија, многу далеку од Битола. Вие сте професор на Кинеската академија на науките, а од неодамна, нели, од минатата недела, вие сте и член на Укло мрежата, значи најновиот член на Укло мрежата. Укло мрежата, еве само за подсетување за слушателите, е место во кое што можат да членуваат или да соработуваат со универзитетот поединци организации кои што не се дел од универзитетот, меѓутоа сакаат, имаат можност да своето знаење, своите истражувања да ги пласираат преку универзитетот и заедно со универзитетот да придонесуваат за неговото развивање, неговото представување надвор од границите на Македонија, па еве, вие сте токму вистинскиот човек, можеби за тоа. Во нашите информативни емисии кажавме дека вашиот пат професионален е навистина долг, но интересен, па еве, би започнале со тоа. Како од Битола стигнавте во Кина? Можеби некои од слушателите и ќе ве препознаат по гласот со оглед на тоа што тука сте го завршиле средното образование. Да, патот е долг, како што рековте. Во 2000 година заминав од Битола. Средно училиште имам завршено во Битола, техничко училиште, а факултет во Скопје во 1994 година завршив. После имаше една пауза од 8 години, пошто имавме аптека тука со сопругата во Битола, аптека Здравец, за некои можеби се ќе препознаат. Кај Декорпот, да. И после 2000 година заминав во Западна Европа, значи прво во Швајцарија, па потоа во Германија, таму го правев докторатот од 2002 до 2005 година. Потоа отидов една година постдокторски студии во Лион од 2005 до 2006 година и од 2006 до 2017 година бев професор на Екс-Марсеј универзитетот во Марсеј, во Франција, многу убав град на Медитеранот. И во 2017 година дојде покана од Кинеската академија на науките и како голем предизвик ја прифатив таа покана, без разлика што имав стално место во Франција, кое што не се напушта лесно, кое што многу тешко се добива. И има голем интерес за такво место да се добие, меѓутоа јас го напуштив и го прифатив предизвикот од Кина да одам таму и да продолжам со мојата научно-истражувачка работа. И тоа не беше воопшто грешка, него денеска можам да кажам со задоволство дека направив многу добра работа што заминав таму, затоа што има извонредни услови за работа, за истражување, а исто така и животот е многу убав во Кина. И самиот рековте, бевте на работно место професор на универзитет во Франција, во Лион, место до кое што тешко се стига и не е едноставно да се напушти, меѓутоа, еве сум читала, големите истражувачи секогаш барат многу подобри услови за работа, за истражување од она што го имат, па еве велите дека Кина била навистина голем предизвик за вас. Но ајде до заминувањето во Кина. Рековте докторски студии, постдокторски студии, нешто што го нема на сите универзитети. Сте го поминале и тој пат. Вашето поле на истражување беше? Моето
полен истражување моментално е хемија, хемиски реакции. Јаков заврши факултет за физика. Докторатот исто ми беше на факултетот за физика, меѓутоа во главно докторската работа беше поврзана со физичко-хемиски процеси, значи повеќе хемија него физика, мада повеќе ја сакам физиката, ама така беше сплет на околности. И тие хемиски реакции се поврзани тесно со квалитетот на воздухот, значи со животната средина и со климатските промени. Тоа е една тематика која што е доста популарна во 21. век, затоа што сите се соочуваме со предизвиците на климатските промени и на квалитетот на воздухот и сите тежнееме кон алтернативна енергија, затоа што знаеме сите дека фосилните горива се при крај, не само заради тоа, него затоа што фосилните горива предизвикуваат емисија на стаклени гасови кои што ја загреваат планетата и аеросолни честички исто така кои што влијаат на климата, исто така и на здравето на луѓето, така да таа тематика е доста атрактивна, популарна во овој момент и мене ми представува големо задоволство да работам на таа тема. И во Франција истото го работевте? И во Франција истото, да, потполно немам ништо променето. Да, но што е она што беше, да речеме, капислата, па од Кина се заинтересира, ве побара и ви понуди да бидете професор на Кинеската академија за наука? Па во Франција бев скромно да се каже, меѓутоа доста не е скромно, меѓутоа доста имав интересни научни трудови објавено, кои што веројатно падна во око на некој од тие научници во Кина и затоа добив понуда да одам таму. А една од причините беше, има повеќе причини, што во Кина се вложува доста во науката и доста полесно е да се добијат научни проекти, со кои што не возможува да правиме истражувања. Например, во Франција, без разлика што е членка на Европската Унија, доста тешко се добиваат проекти во областа на хемија, физика и генерално во сите области. На пример, ќе ви кажам, националните проекти од сите апликанти, шансите се да се добие проектот, да се добие грантот е 2 до 3%, тоа е практично како лото да играте. И мислам да е случувано да напишам на пример 10 проекти од кој еден ќе биде успешен. А во Кина, на пример, од кога отидов, секој проект ми е прифатен и тоа значи ми овозможи да многу полесно ги правам истражувањата. Тоа е прва работа. Втора работа, има многу повеќе студенти во Кина кои што се заинтересирани за ова област, за разлика од Франција, каде што повеќе се заинтересирани, не знам, за маркетинг или социјални науки и така натаму. А во Кина значи имаме многу повеќе студенти и тоа добри студенти од врвни универзитети доаѓаат кај мене како докторанти, на пример од Пекинг University. Тоа е втората работа. А третата работа е што имам добри ресурси. Многу добри инструменти, многу напредни инструменти, значи, кои што се користат и кои што овозможуваат да добиеме извонредни резултати во таа област. Што е реткост. Сега, кога се договаравме за разговорот, рековме дека ќе биде малку неврзан разговор и покрај онај професионален дел и она што ќе ни го кажете во продолжение на емисијата, но еве, кажете ми каква беше вашата реакција кога ја добивте поканата од Кина? Вау, Кина, што е ова сега? Прво, да, баш така, ама прва реакција е кај ќе одиш во Кина, далеко е, сите така реагира и сите ми веле ако одиш ќе се вратиш за 6 месеци, а мене веќе 7,5 години сум таму, не се вратив, нема ни да се вратам. Некој, тој што беше како одговорен на некој начин што беше одговорен, професор, рече немој да одиш во Кина, не е убаво. Викам, од кај знаеш дали си бил ти во Кина досега? Рече, не сум бил, рече, ма татко ми бил во Јапан. И јас се изнасмеав, викам, Јапан и Кина е огромна разлика. Тоа е во култура и во традиција и се останато. Не можеш да ги споредуваш како баби и жаби. Така да размислував долго, затоа што јас имам и две деца. Сега се возрастни тие, 31 и 26 години. Меѓутоа тогаш беа помали и едниот беше се уште во средно училиште и не можам да ги оставам сами, пошто јас сум како сам родител, значи тие беа сами со мене во Франција.
А меѓутоа после долги консултации одлучивме да останат тие двајцата во Франција, да заврши помалиот син четврта последна година во средно училиште. И јас да одам сам таму една година и после тоа, кога заврши помалиот син средно, заедно со поголемиот, дојдоа и тие во Кина заедно со мене. Сега сте заедно. Сега сме заедно, тие живеат во друг стан, не се возрастни, си имаат свој живот, меѓутоа заедно сме во Гуанџоу во Кина, да. Тука ќе направиме музичка пауза во овој прв дел од разговорот. Го научивме и го разбравме од вас патот како стигнавте до Кина. Ќе им кажем на слушателите да останете понатаму заедно со нас на 90,8 во вториот дел од разговорот, малку повеќе за она што таму го работите во Кина и за придобивките од вашите истражувања во Кина врзано за квалитетот на воздухот. Интересна и можна горлива тема и за битолчани.
Почитувани, еве неповторно назад во програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Веќе кажавме ова емисијата за Универзитетот отворено, а наш денешен гостин професор доктор Сашо Глигоровски, битолчанец, редовен професор на Кинеската академија на науките. Професоре, во првиот дел од разговорот слушнавме како стигнавте до Кина, до Кинеската академија на науките, и морам да кажам дека минатата недела, кога го подпишувавте меморандумот за соработка и пристапувањето кон УКЛО мрежата, ви одржавте и едно предавање пред професори, целиот менаџмент на УКЛО веќе беше таму, студенти имаше така, но и представници од средните училишта. Одржавте предавање на интересна тема, само тоа да го... Како влијат хемиските реакции. Како влијат хемиските реакции на квалитетот на воздухот и климата. Можна интересни податоци слушнавме од вас. Успеавте тоа сликовито да го представите пред присутните, навистина сите да разберат што работите таму и како работите. Она што прво го кажавте е дека работите со технологија која што за жал во земја како Македонија ја нема. Не можеме можеби да ги дозволиме тие инструменти да ги имаме за истражување. Но е благодарение на вас, на некој начин и УКЛО како член вие на УКЛО мрежата, можеме да кажеме дека имаме наш човек там. Да, фала за ова што го кажа. Предавањето беше на англиски, затоа што е малку потешко да се објасни на македонски. Има некои термини кои што не ги... Едноставно не само на македонски, него и во сите други јазици кои што не се на англиски. Кога говорат на својот мајчин јазик и користат англиски термини, едноставно нема превод за тие стручни термини во таа област. И затоа предавањето беше на англиски, затоа што не сакав да звучам како гастарбајтер, кој меша пола англиски, пола македонски. Кинески немаше. Кинески немаше. А на македонски, ќе се потрудам да објаснам зашто беше предавањето. Значи, генерално зборува за тоа кои се причините за загадувањето на воздухот, и тоа илустративно го покажав со рек Битола тука, како извор на загадување. Досега, например, во Битола често се зборува за загадувањето од рек. Во тој случај се разгледуваат честичките со диаметар од 10 микрометри, колку што знам јас кога слушам и колку што сум прочитал, меѓутоа тие се честички со поголем диаметар и во ред се штетни за здравјето. Меѓутоа, вчера обрнав внимание, во текот на предавањето мината недела, дека честички кои што се доста помали со диаметар од неколку нанометри ќе се многу поопасни за здравјето на луѓето, и затоа што тие пенетрираат длабоко во градниот кош и дури и во крвта. И сега проблемот е што ние не ја знаеме, кога велам ние, зборувам конкретно за Битола, кој е хемискиот состав на тие честички. И другиот проблем на кој обрнав внимание за време на предавањето беше дека не сите честички се примарно, емитирани од оджаците на рек Битола, туку се формирани со секундарни хемиски реакции за кои што воопшто не знаеме кои супстанции, кои молекули се формирани за време на тие хемиски реакции, кои што се наоѓаат во составот на тие честички од неколку нанометри. Тоа е проблемот. И за тоа да се истражува, треба многу време и треба потребна е добра апаратура. И треба некогаш да се однесат инструменти кои се релативно скапи на неколку места во Битола, например, тоа го кажував, не само на едно место да се мери, него да се стават, например, тие инструменти во Новаци, близко до рек Битола, другиот да биде во Битола и третиот во Брусничка насамба. Значи, на неколку места, во зависност од метеоролошките услови, да се види, затоа што тие инструменти мерат во реално време, честичка по честичка, и го гледаат хемискиот состав може да го анализираат на секоја честичка индивидуално. Другиот пристап е со земање на примероци и потоа да се анализираат, кој што е помалку ефикасен, меѓутоа исто така е добро да се направи една обемна студија. Не знам, ќе видиме, може би во иднина со некои заеднички проекти со УКЛО Битола може да нешто се направи.
Ова што сега го кажувавте, практично што го кажавте на предавањето што го одржавте во ректоратот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, беше во насока на тоа што треба да се направи тука, кај нас во Битола, за да се дознае навистина каков е квалитетот на воздухот и што е она што ние практично го дишиме од загадувањето, а што вие во вашите истражувања во Кина, благодарение на апаратурата што имате, на технологијата што имате, можете да го откриете. Нели, еве пред 10 години, па и помалку, постојано читавме дека има големи загадувања во Кина, нели, голема популација која што треба да се снабди со енергенси, со горива, и нормално загадувањето е далеку поголемо. Но во последно време читаме дека загадувањето е намалено, дека не е така големо, значи ги нема сликите од Пекинг што ги гледавме, каде што практично не може луѓето да се видат еден до друг и постојано се, нели, со маски, тоа може би и сега го има, но сакам да речам дека технологијата оди напред, истражувањата што таму ги правите, ги добивате токму тие резултати. Не само кој е причинителот на загадувањето, туку и што е она дополнително што го носи загадувањето, не само тие микрочестички од 10 м или од 0,2. Дополнително, пример конкретно за Битола, грејењето со дрва, грејењето со пелети, се што со горува не е добро за квалитетот на воздухот. Тоа е најголемиот проблем и тоа не само надвор, него и дома. Тоа беше за време на предавањето исто, значи дома исто да се внимава кога се готви, например, на газ, кога се користи, тоа е голем извор на загадување. Тоа го спомнав на предавањето дека ние 80 до 90% од времето го поминуваме во затворени простори, дали тоа било дома, во канцелари, во болници, во училиште и така натаму. Затоа треба повеќе да обрнеме внимание со така на квалитетот на воздухот во затворените простори. Се работи за мал волумен, каде што сме изложени на загадување од разни извори, како што е чистење со хемиски производи, или го спомнав примерот со свеќи кои ќе се запалат, или пушењето, или готвењето, исто така голем извор на загадување. Во затворените простори загадувањето е 2 до 3, 5 пати, 10, па некојаш и 100 пати повисоки концентрации него што е надвор. Значи, многу комплексно прашање, поврзани се надворешниот свет со затворените простори, и истражувањата се комплексни и треба многу време и внимание за да се решат тие проблеми. И на предавањето ми беше интересно што го слушнав, а еве сега повторно, дека загадувањето дома практично може да биде и до 10 пати поголемо од она што го има надвор. И нормално е прашањето тука што да се направи. Да се готви, мора да се готви. Традицијата кај нас и културата е таква, но што е она што еве граѓаните можат да го направат барем во домашни услови, да го нема тоа загадување во толку високи проценти изразени? Па прво што може да се направи најдобро кога се готви респиратор да се вклучи над кујната, за тие што има таква можност, што има таква кујна. Второ е да се отвори прозор кога тоа ни дозволува, кога квалитетот на воздухот е подобар надвор, а во секој случај е подобар затоа што секогаш надвор, затоа што, како што ви реков, дома го имаме воздуха што доаѓа од надвор, плюс изворите на загадување внатре, што се во самиот мебел е извор на, пример, на алдехиди, компоненти во воздухот кои се дошта штетни, некои канцерогени дури. Значи да се отвори прозорот, значи да се уклучи респиратор и да се користат за тие што имаат можност прочистувачи на воздухот со HEPA филтер, тоа се за частичките, а уште поскапи се прочистувачите на воздух со активен карбон што користат, тоа се за овие органски компоненти во гасна состојба, така да се има комплетно заштита во домот. Меѓутоа знам дека некои од овие прочистувачи се доста релативно скапи и не можеш баш секој семејство да си приушти да купи таков прочистувач, затоа што знам колкав е стандардот на граѓаните во Македонија. Интересна беше и вашата констатација или она што преку истражувањето нели сте го добиле како резултат, дека и отворените простори или еве со прозорци заградени исто така допринесуваат за поголемо загадување, но овој пат друг е изворот на загадување. По домашни услови, да, по домашни прозорците, рековте отворените прозорци, стаклото практично. Па да, значи еден од факторите кои го погоршуваат на тој српски збор не е добро, ама добро.
квалитетот на воздухот е, например, сонцето кое што, сончевите зраци, УВ светлината од сонцето кое што доаѓа преку прозорците прави секундарни хемиски реакции со тие супстанции кои што се веќе присутни во воздухот дома и доаѓа до раздвојување на некои молекули и создавање на радикали како што е ОХ радикалот. И тоа практично значи дека станува збор за мала затворена просторија, што би рекле на англиски reaction chamber. А ние сме тука како глувци мали кои што се експериментални и изложени на тие брзи хемиски реакции кои што создаваат секундарни производи и нашето познавање моментално за тие супстанции кои што се створат во тие хемиски реакции е многу мало во научен свет, не само општо генерално зборувам во светот. И треба доста да се работи за да се види кои се последиците. Ние не ги гледаме тие последици секој ден кога живееме дома, некој сега ќе слуша и ќе рече нема врска тоа. За сите работи што се случуваат кога зборувам за загадување, се гледа на долг период. Значи за денеска ако запалите цигара не е проблем, меѓутоа треба да се види што се случува кога сте изложени на некои штетни молекули 10, 15, 20, 30 години. Поготово се работи за луѓе кои што имаат предиспозиции за развивање на тешки болести, фамилиарно, значи, и ако се плюс изложени на тие супстанции долго време, значи ризикот е огромен. Тоа е исто како да ставите еден куршум во пиштолот и после само додавате втор, трет и го вртите буренцето. 4, 5, 6. На крајот, значи ако го зголемувате ризикот со вашите постапки во секојдневниот живот, значи тогаш се зголемува и ризикот и на долг период, значи доаѓа до компликации за здравето. Рековте и самиот сега, некои ќе го слушаат ова и ќе речат па тоа нема врска или нема да веруваат во нешто како резултат од истражувањето сте го добиле, но резултатите се такви и треба да се прифатат практично. Да, треба да се прифата, тоа не значи дека сега треба радикално да го менуваме начинот на живот, да се плашиме, не треба да се живее нормално животот, меѓутоа да се избегаваат колку што може штетни последици, затоа што секоја наша постапка допринесува за подобрување на квалитетот на воздухот, не само за нас лично, него и за генерално, значи да се внимава на некои постапки, например, гледав во Битола во ресторан, има се места кај што се уште се пуши, на тоа се изложени директно не само тие што пушат, него и тие околу. Значи такви работи не се потребни, може да се тоа, за тоа не треба пари, за тоа се реши да се избегава, да се изложуваат луѓето на штетни влијанија или дома, например, како што реков, редовно да се проветрува, да се користат прочистувачи на воздух кога се може. Ако се може да се избегава готвење на газ, да се користи струја, знам дека струјата е поскапа, знам кој е проблемот во Македонија, меѓутоа реков ако се може. И така натаму, значи тие секоја постапка, затоа јас реков и во предавањето со песната на Police, every breath you take. Значи со секој здив што го земаме, да размислуваме дека тој здив не е, тој воздух не е бесплатен, мислам е бесплатен, меѓутоа не треба тоа да го игнорираме и да се понашаме како окей. Треба да се внимава. Да, треба да се внимава со секоја наша постапка, уште еднаш, не да се менува радикално нашиот начин на живот, него да се преземат некои постапки кога можеме, за да се дојдеме до подобра ситуација. Добро, дозволете да направиме сега уште една музичка пауза и ќе го привршуваме разговорот. Во третиот дел од разговорот малку повеќе за вашето искуство во Кина, општо како култура, традиција, контакти со луѓе и така натаму. Бидете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, дар подарена.
Професор Глигоровски, рековме дека во овој трет дел од разговорот, може би малку и послободно, поневрзано, за оно што значи ваше искуство во Кина. Рековте дека десетина години сте во Кина како професор на Кинеската академија. Добро, скоро 8, ближи до 10. На професор сте во Кинеската академија на науките, таму работите како ментор на докторанти кои што доаѓаат кај вас, работите нели истражувања за квалитетот на воздухот во затворени и во отворени простори. Предходно спомнавте дел од она што како истражување го имате врзано за нели наши услови тука, загадувањата во регби, со регбитола, во загадувањето во затворените простори и така натаму. Некој може би ќе се замислат повеќе кога со фактот што го кажавте дека дома загадувањето може да биде и 10 пати поголемо од она што го има надвор. Не да ги плашам, само да... Да, но да размислуваат, да размислуваат што прават дома и што можат да направат за да им биде подобро дома. Така. Кога се зборува барем за загадувањето на воздухот. Сега, врзано за она што вие како предавање го имавте, мислам го кажавте на предавањето во ректоратот на УПЛО, а за она што значи Кина и традиција таму, кога се зборува за Кина, веќе сите кажуваме и знаеме дека се работи за една сосема поинаква култура од она што го има кај нас. Човек може би тешко може да се снајде, но вие гледам дека одлично сте се снашле и велите дека и сигурно таму ќе останете. Еве и вашите деца се таму, па уште причина плюс да ги искористат тие бенефитите што таму им се нудат. Бенефити многу. Како истражувач, да, тука ви се инструменти за кои што некој друг истражувач од Македонија може само да сонува или е научна фантастика, нешто такво да има на располагање за да работи. Но има и други работи кои што за вас сигурно се интересни, не само истражувањето. Да, во Кина е сосем различен друг свет. За некој што доаѓа од Европа, на почеток е сигурно шокира. Меѓутоа, не само јас, сите странци што доаѓаат, на почеток се шокирани, меѓутоа со тек на време се прилагодуваме, затоа што системот во Кина е таков да животот е многу лесен. Тоа е како на некој начин Кина функционира како сервис држава, значи имате пристап многу лесен до се и се што. Да не треба некогаш од дома да се излегува, например, за пошта, не мора да се оди во пошта, него доаѓа некој дома го зема пакетот за храна, достава, за лекови, за нарачки на интернет, и тоа така брзо функционира, значи го нарачуваш денес по 2 сати стига на адреса. И тоа е една работа, а друга е што јас практично немам поштенско сандуиче со фактури кои доаѓаат како што беше во Франција случај, кога мојот супер ментор дојде во Кина, вика, па ти само со ова немаш главоболка, што немаш поштенско сандуиче, секој ден да ти доаѓаат фактури за телевизија, за струја и така натаму. Значи нема тоа. Луѓето се доста прагматични, не се занимаваат со банални работи, туку гледаат да се заврши работата. И тоа е една работа. Друга е системот е базиран на колективно одействување. Значи тоа е тој социјалистички систем во Кина, што нема врска со системот во 80-тите години. Сега е на некој друго ниво. Изгледа како капитализам, меѓутоа не е капитализам, изгледа како социјализам, меѓутоа не е како социјализам во нордиските земји. Е некој нивни систем кој што функционира добро и луѓето се срекни, едноставно кажано. Сите се вработени, сите има добри плати и функционира добро. Тие постигна огромен успех. Кина од екстремно сиромашна земја да денеска е многу напредна и богата. Не дека е комплетно решено, дека се уште има рурални средини кои што се сиромашни, меѓутоа тоа го решаваат тие со екстремно голема брзина. Екстремно голема брзина. Зачудувачки е кога ќе слушнеме дека се изградил мост за помалку од 1 месец или се ископал тунел исто за помалку од 1 месец, нешто што за нас е непоимливо. Како ги прифативте, како се снајдовте во средината? Јазикот сигурно не го знаевте, не знам колку сега знаете кинески. Не, со јазикот да, од први беше проблем, меѓутоа студенти, докторанти кои што ги имам и постдокторанти на англиски, јазикот официјален кај што работам на англиски, а за секојдневниот живот ми помагаат мисле како семејство. Тоа е што го кажав разликата, например во Франција студентите се доста индивидуалисти, како сите луѓе, прочем, таков е системот базиран во Западна Европа, индивидуализам.
А овде е колективен, овде му е чест да ти помогни. И се осеќам многу убаво, значи во кина, тие сака да ти помогнат, се трудат да се осеќам добро. Па добро, тоа е карактеристика, велате, за македонците. Да, точно. Гостолюбиви, пријатни, сака да помогнат. Затоа во Битола супер се осеќам. и така да, се уште не го зборувам јазикот, меѓутоа нема никаков проблем за секојдневниот живот. Децата мои зборуваат кинески, поготово помалиот син, пошто заврши факултет и постдипломски во Кина, комплетно на кинески. Комуницирате дома на македонски, на кинески, на англиски? Да, на македонски и англиски, така. Македонски воглавно се разбира. Мада помалиот син беше многу малку кога отидовме во Франција и има многу зборови битолски кои што не ги разбира. Полесно му е француски, него англиски, ама сепак на македонски зборуваме, да. Добро, и за домакините во случајот за кинезите е добро и убаво кога ќе слушнат дека нивниот гостин, кој што веќе вас во случајот ви имат како свој човек, ќе каже нешто и на кинески, па дури и грешно. Да, огромна чест име се воодушевуваат. Еден збор да им кажеш, макар и грешно како што рековте, ти зборуваш кинески. Не, викам само ова знам и уште 2-3 збора. Па тоа е добро, супер. Но така, тие се скромни се доста и така има културата. Интересна работа што мене исто ми остави голем така печаток. Како кинезите се справуваат со загадувањето. Кажавте дека се поголем број од нив користат електрични возила. Дури едно нешто дека доколку сакаат да користат возило со бензин, на нафта, треба да чекаат дури до 2 години за да добијат регистрација за возило. Тоа е, да, така го решава тој проблем. Значи, меѓутоа за тоа треба многу пари. Да. Средства треба. Како што реков, тие се богата држава и поземуваат многу земји во регионот, па и пошироко. И градат не само во Кина, него и наоколу. И тоа не го градат со интерес, него го градат чисто за добивки, да има придобивки на двете страни. Сега за Кина, да, тие можеш да купиш автомобил на согорување со бензин или дизел, меѓутоа треба 2 години за регистарска таблички. А како што не се тие многу стрпливи, како ние македонците, сите одлучуваат да купат возило на струја, пошто се и поевтини и помодерни, и плюс имат субвенции од државата, и така да, што ќе чекам сега 2 години. И просто гледате на улиците секој ден како се зголемува бројот на зелени таблички, пошто тие автомобили електричните имат зелени таблички. А да не зборувам за градскиот сообраќај, овие автобусите, таксите и Uber, тие Диди на кинески се вика Uber, сите се електрични возила, комплетно. И тоа го подобри квалитетот на воздухот драматично. Јас сум сведок на тоа. Од 2017 практично сега година гледав како се подобрува квалитетот на воздухот. Професоре, има многу работи кои што се врзани за Кина, за кои што вие сте сведоки, можеме со часови да зборуваме и да ги разлагаме, но времето нема да ни дозволи. Затоа уште неколку прашања ве врзано лично за вас. Рековте веќе 8 години сте во Кина. Што успеавте надвор од она што го работите во Кинеската академија на науките, на истражувачко поле, да видите од култура, од споменици на култура? Кинескиот зид сигурно сте го поминали. Да. Кина е огромна, имам посетено многу места, меѓутоа не можам да стигнам се да видам. Често службено патувам, а и приватно. Преубави градови има. Да, Кинескиот зид и други спектакуларни места, оние стари градови, стари села, поготово се многу интересни од нивните династии, кои што се изградени со традиционална градба кинеска. После овие нови модерните градови, тоа е нешто импресивно. Се споредуваат со американските градови, тоа е далеку понапред се. И изгледаат спектакуларно. Не само во Гуанџоу, каде што сум јас, него во Шенџен. Шенџен беше едно рибарско село, близу Хонг-Конг. Денеска има 20 милиони жители. Изгледа како футуристички град. Потоа има градови на другата страна од Кина, например Кунминг, каде што се нарекува град на вечната пролет. Климата е преубава, преку цела година е топло и се наоѓа под Тибет, на плато, на висина од 2000 метри надморска висина, преубав град. Затоа го спомнав.
потоа во внатрешна Монголија, на англиски викат Инер Монголија, тоа е исто преубав дел. Значи, огромна земја каде што може да се види и океан, и планини, езера, реки, пустина, се што човек може да посака, значи може да се види во Кина. Со кујната како се снајдовте? Кујната има исто фантастична, пошто секој регион има различната храна, а има премногу. Например, Гуангдонг, каде што сум јас, е повеќе на сладко, да речам. Не е тоа сладко благо, него не е љута храната. Ако се оди во Ченгду, горе прелјута храна. Во Пекинг е сосема друга храна. Ама мене премногу ми се свига затоа што не се сервира една порција, него малечки порции и повеќе. Така да, кога сме, например, 10 души на тркалезна маса, можеме на едно јадење да пробаме и пилешко, и пајка, и свинско, и телешко, и 10 врсти на зеленчуци. И така да е многу интересно. Ви недостасува некогаш македонската кујна? Недостасува, ма добар готвач сум. Си готвам дома. Така. И често готвам и така да не ми недостасува. Да. Пријатели од Кина, мислам кинези, имате сигурно? Да, имам пријатели, се гледаме, исто како тука, одиш кај нив на гости, тие доаѓаат кај тебе и така, се дружиме. Добро, кога слушаме за во западниот свет, кажува дека и не се толку расположени за такви посети домашни, но овде кажувате дека се работи за сосема поинаков тип на луѓе, поинаква култура. Ве примате во смисла таа блискост може да ја осети. Да, слично е како во Македонија во таа смисла. Кинезите се отворени, гостопримливи, професори кои гости мои кога доаѓаат во Кина вика ние ова не можеме да ви вратиме кога ќе дојдете кај нас на гости. Значи каков прием има таму. Душата ја дава кинезот да ти направи да се осеќаш убаво. Во таа смисла се слични како македонците, ние сме такви, доста гостопримливи. Исто и тие сакаат да знаат се за твојот приватен живот како и македонците. Значи не се како французите или германците, не ги интересира, тие се индивидуалисти. А овие ги интересира што рекол овој, што рекол оној, исто како тука. Значи, таму сте исто како дома, во секој поглед, да. Но дома недостасува? Дома ми е таму сега, затоа што таму ми се децата и тука ми се родителите и доаѓам заради родителите и брат ми. Биле дошле? Нема дојден уште, се надаме дека ќе дојдат родителите и брат ми се тука. Сега, сакав уште да ве прашам, колку не само вашите докторанти, мислам, веќе кажавме дека сте и ментор, туку и вашите пријатели од Кина се запозна преку вас со Македонија и со Битола. Македонија, кога ќе се спомне некаде, сите можеби поголемиот дел од присутните ќе бидат со прашалници, каде се наоѓа, колкава земја, па Битола, кој град. Веројатно таму не ја знаат Битола, мој роден крај. Не ја знаат, ама тие што луѓе ги познам, доста научи им објаснувам, ги интересира. Поготово историја ги интересира за Македонија и некои од нив знаат, ја поврзуваат со Александар Македонски и така тие. Да, така и изборуваме често на таа тема, ги интересира доста за Битола и за Македонија. До кога сте во Битола, во Македонија, кога се враќате назад? Во Битола сум до 10 октомври. Се уште имам тука обврски, се видам со познати, со луѓе. Реков родителите и брат ми, меѓутоа тука ми се исто и фамилијата по жената страната, значи Костурски фамилијата. Кадам на гости кај Шурата, кај Влади и Емилија. Потоа со некои другари да се видам и на 10 октомври одам во Франција, каде што ќе останам 3-4 дена, таму треба да одржам некои предавања и да разговараме за некои проекти со колеги и на 13 или 14 октомври се враќам во Гуанчжо. Гуанчжо, веќе кажавте, мислам во предавањето кажавте дека се работи за град кој што има колку милиони жители беа? Гуанчжо има околу 20 милиони жители, значи е трет по големина, после Пекинг, Шанхај, па Гуанчжо и Шенџен. Обично кога одиме некаде и кога се враќаме назад, за пријателите, за блиските носиме по некој подарок, нешто што ќе им асоцира на местото каде што сме биле. Од Македонија ајварот е
карактеристичен за овој период од годината, меѓутоа тоа нема да можете да го носите по патиштата каде што додека се вратите. Но добра мисла и убав збор секако ќе им пренесете од Битола. Секако се разбира, ќе пренесам овие впечатоци за предавањето, за емисијата сега тука и за предавањето и за луѓето, за храната што сум ја јадел тука додека сум бил, луѓето што сум ги сретнал, се разбира дека ќе разговарам, ќе ги интересира. Па еве да кажеме дека емисијата ќе биде поставена и на YouTube каналот на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, па и таму ќе можете да ја слушнете и да ја споделите со вашите докторанти. Не знам како треба да ги поздравам на кинески, него знам ќе ми простат, но еве нихао. Поздрав до сите нив и поздрав до вас. Ви благодарам што одвоивте време и што бевте гостин во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Драго ни е што сте член нов на Укло мрежата и се надевам дека ќе имаме можност и во друга прилика да се видиме и да поразговараме веќе за заеднички проекти што ќе ги работите заедно со Укло. Ви благодарам за поканата и се надевам дека ќе се гледаме во иднина и за заеднички проекти кои што ќе придонесат за подобрување на квалитетот на воздухот во Битола и да се гледаме само за убаво. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани, тука го завршуваме ово издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Се надевам дека и денеска успеавме да го задржиме вашето внимание на 90,8 МГц. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Бидете понатаму заедно со нас на 90,8. Ti kaže da ne zaplače Bitola, moj roden kraj, ja te sakam, od srce znaj. Bitola, moj roden kraj, ja te sakam, za tebe pejam. Укло ФМ Битола, октомври 2024 година.
Укло FM 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk